Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Младите од регионов недоволно информирани за законот за младинско учество. Живка Ангеловска најактивна во градскиот совет покажува анализата на инклузија. Правници ќе ја тужат општина Струга ако не добијат одговор на управниот приговор за јавното осветлување. Владата ги замрзна цените на огревното дрво и пелетите. Да се гордееме со нашата традиција, порачува Наташа Недановска од Пирустија. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид е свежо утро, а во текот на денот времето сончево и многу топло со максимални 20 степени Целзиусови во текот на ноќта кон четврток, ветро со локална облачност и свежо. Утре над западна, северозападна Европа, на југ од Скандинавија, времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд на Алпите и локално на крајниот исток од Европа, во останатите делови од стариот континент сончево со локална облачност и релативно топло време. На Балканскиот полуостров во четврток времето претежно сончево. Има локална облачност и многу топло. Дневните температури високо над повеќегодишниот просек за овој период од ноември. На крајниот север од Балканот нестабилно со локални врнежи од дожд, максималните дневни температури од 14 до 24 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток сончево време со локална облачност. Ќе биде топло со благ пат на дневните температури и да умерен слаб ветер од променлив правец. Минималните од 2 до 11, максималните од 16 до 24 степени Целзиусови. Во Охрид во четврток претежно сончево и топло време со благ пат на дневната температура, минималната 8, максималната 18. Во петок во Охрид предпладне претежно сончево време. Ќе има појава на локална облачност, а попладне ќе имаме зголемување на облачноста, па така времето умерено облачно со сончеви периоди, дневната температура до 17 степени. Во сабота не очекува умерено облачно време со сончеви периоди. Попладне и вечерта нестабилно со врнежи од дожд и максимална дневна температура од 12 степени Целзиусови. Во Охрид во недела облачно време. Ќе има врнежи од дожд, ќе биде свежо, минималната 8, а дневната само 11 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија.
Младите од регионов единствено знаат што е или слушнале за младински центар. Иако формално правно процесот на имплементација на Законот за младинско учество и младински политики е започнат, анкетата на ТВМ покажа дека младите делумно или воопшто не се запознаени со телата кои се формираат и можностите кои им се нудат за нивно учество во креирањето проекти, политики и носењето одлуки кои се однесуваат на нивната положба во општеството. Повеќе од половина од младите кои одговориле на анкетата на ТВМ во наредните 5 до 10 години не се гледаат себе си во својот роден град. Општина Охрид предничи во имплементацијата на Законот за младинско учество и младински политики не само во однос на општините од регионов, туку и пошироко. Во Охрид младите, меѓу првите во државава, формираа локален младински совет, општината постави службеник за млади, а неодамна беше отворен и младинскиот центар. Процесите се започнати во општините Струга, Дебрца и Вевчани, но се одвиваат со побавно темпо. Во Струга се уште не се направени измените и дополнувањата на статутот на општината со имплементирање на одредбите од Законот за младинско учество. Истите се очекува да бидат донесени во текот на овој или најдоцна до наредниот месец, информираат за ТВМ од општината. Откако ќе биде изменет статутот, ќе следи објавување на јавниот повик за формирање иницијативен одбор за конституирање на локалното собрание на млади. Општината во месец јуни минатата година назначила службеник за млади, а во моментов се работи на изнаоѓање на соодветна локација за отворање на младински центар. Во општина Дебрца пак се уште не е формиран младински совет, но имаат назначено службеник за млади и имаат утврдено локација за младински центар. Законот во период од 5 години од донесувањето предвидува секоја општина согласно одредени стандарди да креира локален младински центар како место кое младите ќе го користат за личен развој. Струга, Дебрца и Вевчани според тоа имаат уште 2 години да ја исполнат обврската. Иако формално правно процесите за имплементација на законот се придвижени, сепак впечатокот е дека оние за кои тие се наменети младите на возраст од 15 до 29 години не се доволно информирани. Младите од регионов единствено знаат што е или слушнале за младински центар. 76,4% од младите од регионов на анкетата на ТВМ одговорија дека знаат што е младински центар. 71,7% пак не знаат што е и каква е функцијата на службеникот за млади. Повеќе од половината од младите кои одговорија на анкетата не знаат што е тоа младински совет. 67% од анкетираните се изјасниле дека не се активни во некоја младинска или невладина организација, но исто толку пак од нив сметаат дека со младински активизам и организирање можат да влијаат на политиките и одлуките кои се носат на локално и централно ниво во врска со нивната положба во општеството. Во поглед на проблемите со кои се соочуваат во својата општина, најголем број, 30,9% од анкетираните, го посочиле недостатокот на содржини од културата. 25% сметаат дека проблем е квалитетот на образованието. За 24,8% од анкетираните, најголем проблем е да најдат вработување. Само 17% се изјасниле дека проблем е немањето забава во градот. Популацијата на која се однесува Законот за младинско учество по градови е следна. Во Струга има 10.320 млади, во Охрид 8.195, во Дебрца 503, а во Вевчани 428 согласно последниот попис на населението. 66% од анкетираните лица се на возраст од 15 до 18 години. Повеќе од половината од младите кои одговориле на анкетата на ТВМ во наредните 5 до 10 години не се гледаат себе си во својот роден град. Живка Ангеловска е најактивен советник од говорницата во Советот на општина Охрид. Ова го покажува извештајот кој го изготви Сдруженијето за мултикултурна интеграција и инклузија од Охрид. Сдруженијето спроведува истражување за првата година од функционирањето на Советот преку проектот Мојот советник под лупа. Живка Ангеловска е советник со најголем број излагања од говорницата во Советот на општина Охрид. Советничката и координатор на групата на СДСМ имала дури 43 излагања, покажува анализата на Сдруженијето за мултикултурна интеграција и инклузија од Охрид.
Од Сдруженијето составија извештај за активноста на советниците во периодот од ноември 2021 до септември 2022 година. По Ангеловска следуваат Ванчо Костовски од ВМРО Народна партија со 28 излагања, Перчо Божиновски, советник и координатор на советничката група на ВМРО ДПМНЕ со 22 излагања, неговиот колега Сашо Донев, председател на Совет со 21 излагање, Бојан Михајловски, советник од редовите на СДСМ со 20 излагања и Виолета Аврамовска од Левица со вкупно 17 излагања. Од останатите советници, Арбен Демировски како независен советник од заедницата на египтјаните имал 9 излагања, Наумија Мандиев од ВМРО ДПМНЕ 8, Деса Косарковска дискутирала 7 пати, Ана Крстеска од ВМРО ДПМНЕ и Антонио Наумовски, независен советник, се пријавиле за 6 дискусии. Благородна Чулчевска и Горан Марковски од ВМРО ДПМНЕ дискутирале 4 пати, исто колку и советникот Александра Настоска Николовска од истата партија. Едно излагање имале Билјана Тодева Стојановска од Социјалистичката партија, Нефи Усеини и Бесник Османи од ДУИ, Стојан Митрески и Науме Јовановски од СДСМ, Кире Пердуловски од ВМРО ДПМНЕ, Леона Кичеец, независна советничка со нов мандат и Милена Гроздановска од НСДП. Во однос на советничките прашања, поголем дел од советниците и од позицијата и од опозицијата поставиле по 2 прашања. Без ниту едно излагање или поставено советничко прашање е Горан Стојановски од ВМРО ДПМНЕ. Виолета Аврамовска од Левица поднела иницијативи, предлог амандмани и прашања до службите во текот на седниците. Прашања до службите поставили и советниците Горан Марковски, Живка Ангеловска, Антонио Наумовски, Бојан Михајловски, Ванчо Костовски. Од Сдруженијето Инклузија посочуваат дека ги подготвуваат овие анализи не со цел да укажат на евентуален недостаток во работата на советниците, туку за да се зголеми информираноста на граѓаните во делот на застапувањето на нивните проблеми и потреби непосредно преку оние кои ги изгласале како нивни репрезенти во локалната власт. На тој начин сметаат дека ќе се зголеми отчетноста и транспарентноста на самите советници и дека ќе ги поттикнат да покажат подобри и поефективни резултати во периодот до наредните локални избори. Стружани плаќаат, а не добиваат јавно осветлување. И по 2 недели од поднесениот управен приговор за намалување на комуналната такса од општината Молк, граѓаните и правниците обвинуваат општината наплатува услуга која не ја дава, се закануваат со тужба до управен суд. Нема одговор по поднесениот управен приговор до општина Струга за намалување на комуналната такса поради рестрикциите на јавното осветлување. Од општината Молк, граѓаните и правниците не се откажуваат. Велат доколку не се намали таксата ќе поднесат тужба и до управниот суд. Стружани плаќаат исто 184 денари по домаќинство месечно, а повеќе од 2 месеци немаат градско осветлување. Улиците од 20 часот се во мрак. Било каков да е одговорот на нашиот управен приговор, нас потоа ни следува право за поднесување на тужба до управниот суд. Граѓаните бараат за намалувањето на комуналната такса за јавно осветлување да одлучува Советот, бидејќи во криза општината ги инкасира парите, а штеди на грбот на граѓаните. Да се разговара на оваа тематика на Советот на општината, од проста причина што сметам дека во време на криза би било корисно граѓаните да добијат и сразмерно намалување на комуналната такса за јавното осветлување. Пред 2 седмици правници и граѓани поднесоа управен приговор до општината за сразмерно намалување на комуналната такса за јавно осветлување, поради неговото исклучување. Владата ги замрзна цените на огревно дрво од ДАП и од бука и пелети за огрев. Паралелно укината е одлуката за замрзнување на маржите за огревно дрво и пелети, која беше ограничена на 10%. Владата на предлог на Министерството за економија донесе одлука за определување највисоки цени на одделни производи во трговијата на мало. Конкретно на огревно дрво од ДАП, огревно дрво од бука и пелети за огрев. Највисоките цени на огревното дрво од ДАП и бука се утврдени во висина од 4500 денари за метар просторен, односно до 6429 денари за метар кубен. Владата при тоа донесе одлука за престанување на важноста на одлуката за посебни услови во трговијата на мало,
со која што беше замрзната маржата на огревно дрво од дапи, од бука и пелети за огрев за сите трговци во висина најмногу до 10%. Овие мерки се носат со цел да се ублажат последиците од светската енергетска криза, предизвикана од војната во Украина, како и да се заштити стандардот на граѓаните. Да не се срамиме од нашата традиција. Имаме да покажеме што вирее на нашата плодна почва и колку е богата историјата на готвење. Во школите да се издигне на повисоко ниво едукацијата за земјоделството и сточарството, споделува Наташа Недановска, професор по македонски јазик и домаќинка во Пирустија од селското домаќинство во селото Рамне. Да не се срамиме од нашето автентично, плодно, богато поднебје и традиција, потребно е да се издигне на повисоко ниво едукацијата за градинарство и сточарство во нашите школи, на учениците природно да им се всади љубовта кон земјата и домашните животни, а не да се срамат од работа на нива или фарма, споделува Наташа Недановска, професор по македонски јазик и домаќинка во Пирустија од селското домаќинство во село Рамне. Недановска со голема љубов ги споделува незините искуства кои ги носи во себе, но и кои ги стекнала од контактите со посетителите, за кои со незиното семејство произведуваат и подготвуваат традиционална македонска храна и учествува на настани во странство преку Slow Food организацијата. Јас преку мојот пример да покажам дека тоа е сосема нормално. Значи, многу е нормално ти да бидеш и наставник и да можеш да влезеш во твојата фарма и да исчистиш, пред луѓе да направиш традиционален комат, после тоа вечерта да се дотераш и да излезеш на коктел. Години го провлекувам како мој животен лајтмотив, учиме да сучиме, и тоа го правам и овде, и со моите деца, и со моите ученици, и со сите мои посетители, затоа што пред се тоа ми е некако порив да сакам традицијата и сакам да ја пренесувам. Всушност тоа ни е богатството кое што мораме да го зачуваме. Споделува каде се наоѓа македонската гастрономија во споредба со другите земји и дали македонците го ценат она што го поседуваат. Ние имаме плодна почва, богата историја за готвење и премногу вкусни специјалитети кои мора да ги зачуваме од заборав, вели Недановска. Љубовта кон татковината, меѓу другото, се гледа и во зачувување на автохтоните сорти кои успеваат на нашето тло, но и во заедништвото и братството. Сето тоа е излез од сите кризи кои ни се закануваат. Треба да почнеме да го сакаме и за нас она што е културолошки автентично да биде модерно. Да не се срамиме, да не го отфрламе. Лесно прифаќаме туги, модерни теркови, меѓутоа и нашите се солидни, особено во односот на храната. Имаме квалитет и тој квалитет мора да го зачуваме. Јас не сум експерт, само сакам да бидам подобра личност, права мали чекори кон нешто добро. Не смееме да дозволиме само да ја газиме земјата, туку да ги поддржиме локалните производители на храна во обработување на плодната квалитетна почва, напоменува Наташа Недановска. Сдруженијето на новинарите на Македонија и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници апелираат пратениците итно да ги усвојат измените на кривичниот законник, со кои ќе се зголеми безбедноста на медиумските работници, а кои веќе 17 месеци се заглавени во собранието. На Меѓународниот ден за прекинување на неказнивоста на злосторствата против новинарите, Сдруженијето на новинари и самостојниот синдикат одпред собранието, каде 17 месеци се заглавени законските измени на кривичниот законник, апелираа до пратениците итно да ги усвојат амандманите, со што ќе се овозможи поголема безбедност за новинарите и медиумските работници. Сега повеќе од било кога е потребно нападот врз новинарите да се третира како напад врз службено лице. Време е да се направи поголем исчекор во оваа насока. Во услови кога новинарите и снимателите и фоторепортерите се изложени на напади и закани по нивниот живот, потребно е собранието да демонстрира разбирање дека безбедноста на новинарите е предуслов за нивната работа да се врши на најпрофесионален можен начин, што не само ќе обезбеди нивна безбедност при работата, туку ќе постигне и целта на постоењето на оваа
важна професија, а тоа е непречено и навремено информирање на граѓаните. Чадиковски додаде дека истовремено е важно да нема застој во случаите кај Министерството за внатрешни работи, јавното обвинителство и судовите. Во 2020 година имало 14 напади врз новинари, од кои 8 врз новинарки. Само за 2 напади имаше судска пресуда. Во 2021 година имаше 5 напади, 3 беа врз новинарки, а од почетокот на годината досега пријавени се 6 напади врз новинари и медиумски работници. Но голем број на медиумски работници не ги пријавуваат нападите, што носи ризик од цензура и автоцензура. Годинава има засилен тренд на напади врз новинари, особено онлайн напади. Според податоците од јавното обвинителство, од 2014 година до денес се евидентирани 24 посериозни физички напади врз новинари, а само 4 се решени со правосилна пресуда во корист на новинарите. Председателот на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, Павле Беловски, истакна дека изминале 5 години од почетокот на иницијативата за измени на кривичниот закон. Резултат нема. Нападите без разлика во каква и да се форма, се уште ги броиме, пријавуваме и се без резултат на крајот, што најмногу не загрижува. Неказнивоста продолжува. Затоа уште еднаш по кој знае кој пат подсетуваме на изборните ветувања дека законските измени кои се однесуваат на нападите врз новинарите треба итно да бидат спроведени. Беловски се надева дека ќе се излезе во пресред на нивните барања. Во спротивно рече дека здруженијата и медиумските работници ќе мора да го променат форматот на действување, па по новата година и да останат пред собраниската зграда се додека не се изгласаат законските измени. Покрај измените на кривичниот законник, председателот на ЗНМ Чадиковски истакна дека се чека на усвојување и на измените на законот за граѓанска одговорност од клевета и навреда, каде според измените казната за новинарите се намалуваат за клевета и навреда 5-кратно од сумите кои што беа претходно. Ставено во употреба северното фудбалско игралиште со природна трева во спортско-рекреативниот центар Билјанини извори. Јавното предпријатие Билјанини извори со поддршка на општина Охрид продолжува со планираните активности во насока на подобрување на условите на спортската инфраструктура со која стопанисува. Денес во присуство на градоначалникот Кирил Пецаков се стави во функција реконструираното северно фудбалско игралиште со природна трева кое долги години беше запоставено и надвор од секаква употреба на фудбалските школи и клубови. Во изминатиот период на истото се направија градежно санациони активности, нивелација на игралиштето, аерификација, засадување на трева, дополнително заградување на игралиштето и поставување на систем за наводнување. ЈП Билјанини извори согласно планот и програмата за работа на предпријатието за 2022 година ја реализира ова предвидена активност. Веруваме на задоволство на сите фудбалски школи и клубови, велат од предпријатието. Ставањето во функција на северното фудбалско игралиште представува чекор напред кон комплетно уредување на тој простор со кој стопанисува јавното предпријатие. Следуваат вестите од светот. Северна и Јужна Кореја за прв пат испукаа проектили од крај брежјата, а ракетите паднаа во водите покрај брегот на двете држави. Јужна Кореја возврати по 3 часа откако Северна Кореја лансираше проектил која премина поморската граница и падна на 60 км од јужнокорејскиот град Сокчо и 167 км северозападно од островот Улеунг. Тоа ги активираше сирените за воздушен напад на Улеунг, каде што жителите им беше кажано да се евакуираат во подземните засолништа. Вчера Северна Кореја предупреди дека Јужна Кореја и Соединетите Американски држави ќе ја платат најстрашната цена во историјата доколку продолжат со заеднички воени вежби кои се сметаат за прикриена закана за употреба на нуклеарното оружје. Председателот на Јужна Кореја, Јунг Сук Јеол, действијата ги оцени како ефективна територијална инвазија, иако проектилот паднал надвор од јужнокорејските територијални води. Ескалацијата доаѓа во периодот на национална жалост во Јужна Кореја по загубите од толпата во село викендот во која загинаа повеќе од 150 луѓе. Русија продолжува да учествува во договор за транспорт на жито преку Црното море, објави Министерството за одбрана на земјата. Русија доби писмени гаранции од Украина дека нема да го користи коридорот за жито за воените операции против Руската Федерација, соопшти Министерството, додавајќи дека Украина и официјално ја уверила Москва дека поморскиот хуманитарен коридор ќе се користи само во согласност со одредбите на Црноморската иницијатива. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган претходно изјави дека рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу му се јавил на неговиот турски колега Хулуси Акар и го информирал дека договорот за коридорот за житото ќе продолжи како и досега од среда.
Рускиот председател Владимир Путин во саботата привремено го суспендираше своето учество во договорот за жито по нападите врз руските бродови за кои тврдеше дека ги извршила Украина со помош на Велика Британија. Спасувачката акција на крајбрежната служба на Грција продолжува и денеска во близина на грчките острови Самос и Евија за пронаоѓање на околу 63 исчезнати лица по двете одделни несреќи што се случија вчера и завчера. Спасени се вкупно 15 лица, извлечени се безживотните тела на двајца мажи, јави дописничката Намија од Атина. Во морскиот дел, југоисточно од грчкиот остров Евија, вчера потона 3 лица со мигранти, а досега се спасени вкупно 11 лица. Утрово беше пронајдено безживотното тело на еден маж, а според спасените на едрилицата имало 68 мигранти, што значи дека 56 се исчезнати. Портпаролот на крајбрежната служба на Грција Никос Кокалас за грчкото државно радио утрово рече дека и во двата случаи со потонатите чамци ниту еден од спасените мигранти не носел опрема за спасување, а веројатно е дека и двата чамци кои тргнале од турското крајбрежје немале никаква опрема за спасување. 5 лавови успеа накратко да побегнат од нивното заградено место во зоолошката градина Таронга во Сиднеј рано утринава. Лавовите, мажекот Ато и 4 младенчиња беа видени надвор од заградениот простор во 6:30 часот по локално време, иако тие се уште беа во оградената област од остатокот од зоолошката градина. Чуварите на зоолошката градина успеале да вратат едно младенче, а другите сами се вратили. Зоолошката градина изјави дека реагирала за помалку од 10 минути откако лавовите избегале од главната изложбена област. Потврдено е дека лавовите се вратиле во својот дом во 9 часот наутро, објавија локалните медиуми. Никој не е повреден, а зоолошката градина работи како и обично. Зоолошката градина ќе истражува како животните успеале да побегнат. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.